Тони Ристов, Окръг на Демократска обрана Македонија, Македонски зелени. Ќе започнам вака. Јас сум ужаснат и згрозен од кажаната гледка уште на самиот почеток од презентацијата. Господо од Евромакс, веднаш сакам да упатам еден апел. 500 милиони долари. Повелете, инвестирајте ги во земјоделството, повелете, инвестирајте ги во туризмот, повелете, инвестирајте ги во уште неколку други активности кои што можат многу повеќе да донесат вработувања и многу повеќе ќе можат да овозможат на населението од овој простор да може да живее многу поквалитетно. Вашиот проект представува нешто кое што ќе нанесе трајни загуби и трајни штети на населението од Струмичко и Струмичкиот регион. Во вашата презентација не видовме ништо што се однесува на концентрациите на арсен кои што се наоѓаат во златната руда. Бевте должни да му кажете на ова население тука колку е опасен арсенот како загадуваш, колку е отровен како загадуваш и што се арсенот може да предизвика на ова население тука, кое што, верувајте ми, е едно главното земјоделско подрачје во Република Македонија. Во вашата презентација не спомнавте ништо за процесот на обработка и добивањето на полузлатото, односно на златото и на бакарот. Тоа го планирате да го правите со цијанид. Јас не знам колку населението овдека е запознато со моментот на тоа дека цијанидот е еден од најотровните материјали кои што може да постои, кои што се употребува во металуршката индустрија. Понатаму ќе продолжам, значи според оние точки кои што од тука ги извадивте. Ќе тргнам прво со водите. Планирате да направите зафати со кои што и река Штука и река Јазга ќе бидат целосно ништени. Па дури планирате и да земете да префрлувате животни. Ќе ги вадите ракчињата и ќе ги префрлувате. Каде? Каде? Планирате желки да вадите и лијаци. Сите ќе ги земете, ќе ги извадите. Каде ќе ги однесете? Следна работа. Во вашиот процес на обработка на водите, користењето на водите, само во еден работен ден ќе бидат потребни помеѓу 1.700.000 до 2 милиони литри вода во текот на еден ден. Дали знаете, дали ќе му кажете на ова население од каде таа количина на вода ќе ја земете? Што е тоа што ќе го направите вие за да му овозможите да се намали, значи, таа потрошувачка? Понатаму, одиме. Викате 23 години ќе работи проектот. Во тие 23 години, добро, ќе има работувања, луѓето ќе земаат плати, не кажувате која е висината на платите, но што понатаму? Што после овие 23 години, што понатаму, кога тој простор таму ќе остане една голема дупка која што не постои никаде на Балканот и може да се спореди само со оние од Амазонија. Не кажате колку енергија ќе се троши. Ќе донесете далноводи и ќе пренесете. Македонија е енергетски сиромашна земја. Еве и уште еден пример. Место да инвестирате во рудник, повелете, инвестирајте во енергетиката. Па место да трошите струја, произведувајте струја. Она што е исто така битно е дека велите дека по завршувањето на проектот езерото ќе биде површината на површинскиот коп ќе биде претворена во езеро. Дали знаеме тоа езеро со какви се токсини ќе се соочи? Дали знаеме тоа езеро, сите тие токсини кои што ќе се излеваат од водата, како ќе влијаат на цело Струмичко поле? Прошајте се, драги сограѓани. Ќе имате тогаш домат, ќе имате тогаш пиперка, ќе имате тогаш краставица. Од што живеете вие до сега? Предпоставувам од тоа. Тоа е вашиот главен продукт, а не е златото. Златото зашто ќе го употребите, господи? Златото ќе го употребите за производство на накит или за златни шипки кои што ќе се чуваат во некоја државна резерва.
Или пак, не знам, може би, тоа е многу мала грамажа. Од 0,5 милиграми кои што ги користи секој на еден од нашите телефони. Велите дека нема да има можност за шумска вегетација после тие 23 години. Шумскиот предел таму ќе биде неповратно уништен. Кажавте неточна информација, дека ќе биде само 400 хектари. Не е точно. Ќе биде 1500 хектари, од кои што само површинскиот коп ќе биде 500 хектари. Не кажавте една друга информација. Не кажавте дека од 800 метри надморска висина ќе спуштите до 240 метри надморска висина според вашиот проект. Но според другите истражувања кои што се направени и од други независни истражувачи кои што работат во истиот момент, ќе биде спуштено и под 100 метри надморска висина. Само замислете колкава прашина е сето тоа. Зборувавте за транспортот. Што мислите? 200 камиони кои ќе поминат низ Новосело, низ Босилово, низ Сушица, низ Турново. Како тие ќе влијаат врз населението? 220 камиони, односно во текот на еден ден. Извинете, 200 камиони. Да, 200 камиони. 200 камиони во текот на еден ден. Издувните гасови од камионите, прашините кои што ќе се создаваат и така натаму. Една работа не спомнавме исто. Вие можеби ќе донесете 500 работни места, да. Но исто така ќе имаме ние и загуба на работни места одека. Со самото тоа што ќе немаме добитокот, рековте дека нема веќе добитокот да се напасува таму, неколку стада ќе останат без храна. Но што ќе прават оние луѓе кои што основна главна преокупација им е токму земјоделството, а не сака да работат во рудникот? Или можеби тоа е смислен план да се затвори една индустрија, а да се трне и да се прави некоја нова индустрија. Рековте, минирањето нема да има влијание врз населението. Добро, ајде, можеби и тоа и ќе го прифатиме. Македонија е такво подрачје во кое што ете, со векови, со години наназад, со децении се слушале експлозии и така натаму и така натаму. Но имаме влијание директно врз животната средина, врз животинскиот свет. Што е тоа ако не е нарушување на биодиверзитетот? Спомнате само сивецот, ги спомнате перутките, ги спомнате лилјаците, желките. Многу ме интересира да знам дали имате вие направено план со кој што ќе трчате по лилјаците или по желките, ќе ги барате, или ракчињата сите до едно ќе земете и ќе ги пренесете. Јас колку што знам, јас не познавам таков план. Никаде во светот до сега немало таков план. И нема ни да има, заради тоа што е невозможно. Во вашата оценка за влијание врз животната средина, исто така имате уште еден сегмент, каде што викате дека ние ќе направиме напор да нема раселување на населението. Напротив, со вашиот проект имаме целосно раселување на населението. Можеби нема да биде целосно во прв момент, но секако дека ќе имаме раселување. А знаете зошто? Заради тоа што прашината од хидројаловиштето ќе се слева и ќе излегува низ цело Струмичко поле. Водата која што ќе се излева ќе го загади цело Струмичко поле. Бучавата која што ќе создава, која што ќе создаваат камионите и минирањето и работата на процесот на добивање на злато и сребро, значи исто така ќе го загадат. Така да вие не правите подобрување на квалитетот на живот, вие правите влошување на квалитетот на живот. Ова ќе бидат уште неколку зборови, само ќе кажам, бидејќи навистина има премногу. Навистина премногу работи кои што треба да се дискутираат. Да не завлегувам понатаму. Ќе одам сосема на крај, за да оставам простори за останатите посетители на денешната јавна расправа. Господа, вашиот проект ќе има неповратни влијанија врз населението, врз здравието на луѓето. Дали ги запознавте луѓето дека оние кои што ќе работат таму 500 луѓе или можеби и повеќе од околното население
имаат можност да се заболат од силикоза. Дали тоа го спомнавте? Никаде го не го спомнавте. Господа, почитувани сограѓани, само една работа ќе ви кажам. Ова е работа можеби на општина Ново село и на општина Босилово. Но извинете, не е само на овие две општини. Не е ни на Струмица, ни на Струмишкиот регион. Ова бара јавна расправа и јавна реакција од целокупната македонска јавност. Министерството за животна средина и просторно планирање подитно да ги преземе сите потребни мерки кои што ќе придонесат за овој проект, да ги најдат можните најдобри услови за да стартува. Па да видиме дали ќе ги исполни сите потребни мерки и услови за да може животната средина да функционира онака како што треба да функционира. Уште еднаш ве потсетувам. Над вашите глави ондека ќе имате една голема дупка. Над вашите глави секојдневно ќе лета прашина. Во некој даден момент можно е да се случи и целата таа хидројаловина и покрај браната што ќе биде направена заради водите може да се излее. Само да ве потсетам на местноста Крупањ во Србија. Знаете ли колкаво е радиусот на загадување кој што го има направено Крупањскиот рудник? Некаде, значи, офатени се Србија, западниот дел, шумадискиот дел, офатена е босанскиот дел, мачванскиот дел и понатаму, значи, низ цела Србија под течението на Сава и Дунав, Романија и Бугарија. Овој проект тука нема да влијае само на нас, овдека, кои што живееме во Македонија, односно по-конкретно во Струмишкиот регион. Не. Преку Струмица ќе имаме влијание и во Бугарија, ќе имаме влијание и во Грција. Што мислите? Мислите дека бугарите и грците ќе молчат и ќе огледаат сето тоа? Благодарам.